Почитуван премиер, господин Спасовски, почитуван подпредседател на владата, господин Дураку, почитуван директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците, господин Рахман, почитуван директор на Инспекторат за јазици, господин Исени, почитувани ректори, почитувани професори, почитувани представници од Болцано, Италија, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Имам чест денес да учествувам на денешнава дискусија за подигање на свеста за употреба на мајчиниот јазик. Денешниот настан е посебен и го одбележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик, со кој што го одбележува и агенцијата во рамки на организирањето на меѓународна тридневна конференција на тема која што е повеќејазичност и предизвиците за употреба на јазиците во Република Северна Македонија. Вредностите на плуралитетот и кохезивноста и разликите постојано треба да се реафермираат и да се негуваат. Во земјата во која што има употреба, јазикот треба да биде средство за комуникација помеѓу секојдневната активност на луѓето во општеството, да нема јазично дискриминација. За употреба на мајчиниот јазик е рефлексија на нивото на демократскиот развој на нашата земја, кој што се стреми да биде дел од европското семејство со земјите кои што имаат голема демократска традиција. Определбата на владата на Република Северна Македонија отвара простор за промоција и негување на разликите меѓу животот во едно општество за сите. Со одобрување на јазикот, за употреба на јазикот, уште еднаш се афирмира волјата на политичкиот фактор за промоција на политиките кои што имаат за цел почитување на правата на човекот и еднаквост на јазикот. Практичното спроведување на законот за употреба на јазиците останува предизвик за сите нас во периодот кој што доаѓа. Верувам дека пред сите нас кои што денес учествуваме во оваа јавна дискусија ќе имаме можност за промена за размена на идеи, мислења кои што ќе придонесат кон концептот за програмата за промовирање на јавната свест за спроведување на законот за јазици како еден програмски документ кој што е многу значаен. Спроведувањето на овие вредности кои што меѓусебното разбирање и кохезијата меѓуетничка во општеството преку диалог, толеранција, јазична толеранција како и почитување на јазичните културни разлики. Почитуван премиер, почитуван заменик премиер, владата треба да биде промотор на развојот на едно мултиетничко општество и едно мултијазично општество. Сите треба да имаме одговорност и да бидеме внимателни, да не дозволиме елементите кои што ги гледаме и денес. На сите табли гледаме дека има само македонски јазик и ова нормално не води кон, да кажам, поделби, кон различни стереотипи кои што ние ги гледаме секој ден. Јас како директор на агенцијата секој ден добивам анкети од граѓаните. Се уште имаме министерство кој се уште го немаат спроведувано јазикот за употреба на јазиците во прва фаза. Затоа ние како управа формиравме и меѓуресорска група во рамки на владата и во духот на владата треба да придонесеме за да ги елиминираме овие елементи кои што не предизвикуваат ниту финансиски импликации, туку единствено треба да има волја за да го спроведат и да се продолжи со спроведување на законот кој што е произлегува од владата на Република Северна Македонија. Затоа дозволете ми на крај уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата за да учествувам на денешната јавна дискусија. Ви благодарам многу.